Поштовани гледачи, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич. Еве предлагаме во неа да имаме и една добра тема, за разлика од она што на некој начин постојано и ни се наметнува помалку добри теми, да не кажам и лоши. А тоа е пак она што се случува во рамки на дводневниот самит на иницијативата Отворен Балкан во Охрид. Денеска е официјалниот ден од оваа иницијатива и на него, освен оние познатите представници и иницијатори на самата иницијатива, председателот на Србија Александар Вучич, на Албанија Еди Рама, секако од наша страна председателот на владата Димитар Ковачевски. Она што е интересно е дека учествува и премиерот на Црна-Гора Дритан Абазовиќ, но и можеби пак и уште поинтересно, председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Зоран Тегелтија. Тие се во својство на посматрачи, наблюдувачи, а како што се чинат работите, барем по однос на она што беше кажано од страна на председателот на владата на Црна-Гора Абазовиќ, е дека веројатно и Црна-Гора ќе се приклучи. Тоа пак сега за сега не е случај со Косово. Косовскиот премиер Албин Курти ја одби поканата на премиерот на Македонија Ковачевски за присуство на Отворен Балкан. Но во исто време пак имаме и пораки од амбасадата на САД во Приштина дека Отворен Балкан ќе успее само ако во него влезат сите земји од регионот. И тука всушност не е крајот на листата на учесници на оваа дводневна средба. Имено не се физички присутни, но со своји видео обраќања се присутни, тоа не е мала работа, практично иста. Еврокомесарот за добрососедска политика и проширување Оливер Вархеј присутен на иницијатива Отворен Балкан и специјалниот пратеник на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар, и тој во својство, односно учесник на иницијативата. Инаку, лидерите синоќа имаа неофицијална вечера на која генерално се дискутираше околу тековните економски предизвици, можностите кои ги нуди оваа регионална соработка во рамки на иницијативата формулирана како Отворен Балкан, порано беше како мини Шенген, па не е тоа. Беше пренаменета во Отворен Балкан, а треба да воспостави слободно движење на луѓе, на стоки, на услуги, капитал за почеток меѓу трите земји Македонија, Албанија, Србија. Еве сега гледаме и можност за иницијатива, а особено еве и сугерирања дека би било комплетно само ако влезат и успешно ако влезат и сите земји во него, односно од регионот. Темата е, како што гледате веќе некое време, Отворен Балкан во Охрид со многу отворени најави за позитивни промени. И навистина, многу најави, и тоа убави најави. За промена спомнав, дури и ако се приказни, еве, кој не сака да слуша убави приказни, одамна не сме слушале, не слушале ни децата, а камоли ние. И еве ќе спомнам неколку од нив, кои всушности треба да ја склопат приказната. Токму во таа смисла, можеби не се подредени по важноста на функцијата, изјавите, но се подредени по пораките, односно токму според приказната која произлегува од нив. Па еве да речеме вице-премиерот на Македонија за економски прашања Фатмир Битики. Само кратките ги вадам поенти. Отворен Балкан е шанса за сите да ја оставиме регионалната конкуренција и да се посветиме на конкурентноста. Министерот за економија, се извинувам, Крешник Бектеши, ќе преземеме конкретни мерки да се намали чекањето на граѓаните и туристите на граничните премини. Од име на премиерот на Црна-Гора Дритан Абазовиќ, имате подадена рака од Црна-Гора за секоја иницијатива која води кон напредок на Западен Балкан. Гледате како се развива приказната. Дали значи ова дека и Црна-Гора веќе е една од оние кои ќе се приклучат? Еве, преминуваме на изјавата на премиерот Еди Рама на Албанија. Европа да ја изградиме овде и кога ЕУ ќе сака да направи свадба, ние ќе бидеме подготвени. Доаѓаме до председателот на Србија Александар Вучич.
да ја зајакнеме соработката за да си помогнеме да ја преживееме зимата. Ова може би не звучи кој знае како, но добро, дава оптимизам да соработуваме за да ја преживееме зимата. А ако ја преживееме зимата, доаѓаме до изјавата на еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеј: отворен Балкан е можност за забрзување на патот кон ЕУ. Вреди зошто значи да се здружиме и да ја преживееме зимата, затоа што излегуваме потоа на отворен Балкан за ЕУ, како што вели Вархеј. Доаѓаме сега до, како што спомна специјалниот представник за Западен Балкан, Габриел Ескобар. Не беше толку креативен, можеби, очекувано предвидлив, но во ред. Еве, Ескобар вели: отворен Балкан да остане економска иницијатива фокусирана на создавање можности за луѓето од регионот, бидејќи ова не е политички проект. Вели заменик државниот секретар, односно се извинувам, државен секретар, не е заменик, директно државниот секретар вели не е политички проект и го повторува она што, односно всушност не го повторува, оттаму и оди од раководството, па кон амбасадата на САД во Косово го кажа дека е успешен проект само ако се приклучат сите, сега го потенцира и Ескобар. Имено вели токму да се усогласат сите други иницијативи и треба да ги вклучува сите 6 земји од Западен Балкан на еднакво ниво. И тука некаде околу креативноста и предвидливоста или предвидливата предвидливост, но и како заклучок, еве премиерот на Македонија Димитар Ковачевски: Западен Балкан мора да стане дел од Европската унија. И ете, завршува приказната, барем како пораките оние кои ги имавме денеска. Имаше и други, но ете, тие се можеби горе-доле она што дополнително ја украсува приказната или што би требало да ја даде некој друг шмек, едноставно кажано, ако се биде како што овие пораки укажуваат дека би требало да биде. А тоа се, да речеме, пораки од областа културата, уметноста и така натаму, да биде широко отворен простор за културата, отворен Балкан, министерката за култура Бисера Костадинова Стојчевска и така натаму. Еве, ова се клучните пораки. Што мислите вие од овие пораки, што можеме да склопиме во иднина? Тука некаде помеѓу она што е околу тоа дека одиме на Вархеј, дека одиме кон ЕУ, секако ако преживееме, како што вели Вучиќ, а треба да бидеме заедно, и се до заклучокот на премиерот Ковачевски дека Западен Балкан мора да стане дел од Европската унија. 60919249925 се телефонските броеви кои мора да ги свртите или притиснете, зависно како ви апаратот, за да не добиете, и тоа направете го. Што ме ги слушнеме првите 1-2 гледачи кои сигурно веќе чекаат и ги поздравуваме. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав за вас, повелете. Поздрав доктор Мишо и доктор Лиза Д4. Благодарам, поздрав, повелете. Овој дводневна работа на отворен Балкан е за големо поздравување, затоа што едно големо значење му дадоа и европскиот комесар Оливер Вархеј и америчкиот Ескобар, каде што ова не е тоа едноставна работа. Ова е алтернатива од Европската заедница за да можеме ние стопанските, економските, политичките, дипломатските работи да ги изведуваме на Балканот. Без разлика, јас она што го пратев денески, се подпишаа и 4 меморандуми, од кои едниот е за култура, за наука, за туризам и за даноци. Тоа е зборува дека веќе почува да функционира отворениот Балкан. Ова што му патија еден повик и на Босна, и на Косово, и на Црна Гора, јас сум сигурен дека ќе влезат и тој Балкан ќе профункционира на некој начин за доброто на сите овие 5-6 држави кои живеат во Западен Балкан. И тоа дури го поздравува и американецот Ескобар, дека тоа не е политички, дека е економски, и Оливер Вархеј и тоа го поздравува со тоа што без разлика овој отворен Балкан носи големи активности, големи ползи за сите балкански држави овде што тие кажуваат дека немаме друг излез. Излезот е
во тој отворен Балкан. Али тоа е алтернатива. Затоа нашиот премиер кажува дека отворен Балкан ќе постои до оној момент додека не влезат сите држави во европската заедница. Ви благодарам многу. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Дали имаме некого? Се слушаме, повелете. Дали имаме некого? Добар ден. Дали се слушаме? Повелете. Да. Поздрав до вас, повелете. Ова идеја за отворен Балкан, јас слушам многу години наназад, може би не во ваша емисија, другите емисии, во другите национални телевизии се јаво, дека нам ни се потребни овие држави од бивша Југославија кои што не се влезени во Европска унија, да направиме еден сојуз кај што можеме да соработуваме еден со други. И ево ова што се појави сега отворен Балкан, видите како кетна десетка што викат луѓето. Самите видовме дека не можеме. А и другите републики што беа од бивша Југославија, и видоа и тие дека не можат. Србија малку се држи појасно. Иначе Босна, Црна Гора, еве сега се преклучува и Албанија. Многу убаво е вака кога ќе ги видиш 5 души заедно кога се договарат и веќе меѓусобно веќе имаме кои договори склучени и потпишани, што рече преходниот гледач, да можеме да соработуваме пречен. Ако се дојде до тој стадиум, да можеме да соработуваме како соработуваме со бившите југословенски републики. Слободно движење луѓе, слободно движење на стока. За нас нема зима. Може би нема да ги достигнеме оние големи развиени европски земји, ама си имаме бара колку толку еден стабилен живот. Сега го немаме ни тоа што е минимално за живот. Ово го велам затоа што 18.000 дена на минимален личен доход 10 дена не може да останеш. А камо ли 30 дена? За нас македонците во Open Балкан, отворен Балкан, најмногу ќе биде потребно. За нашите компании, меѓусебно да соработуваат со сите други компании од Западен Балкан во овие 5 држави, а уште повеќе за нашето земјоделие. Ние можеме слободно да признаеме Македонија не беше развиена индустријски земја, а имаше јако земјоделие што земјоделието ја држеше државата и луѓето беа богати. Јас се јавам од клишијата од Кавадарц, многу добро го знам тоа. Гледам времето ми одминува, не можам да зборувам повише, нема време. Фала многу и пријатно. Ви благодарам и јас ме поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Guten Tag, mein Herr. Добре дојдовте. Willkommen, како што би кажале. Добро е, Сите најдов. македонци кои знаат дека тоа на германски значи добре дојдовте. Повелете, да. Така, поздрав до Огнен, поздрав до Огнен, поздрав до Анита, до Него поздрав, Мартина. и тој ме поздравува од вас исто така. Повелете. Така. Значи, ова отворен Балкан, колега, добро, супер е, бидејќи ЕУ нема да постои. За некое време нема да постои. Ја мислам така. Европска унија. Не може, тоа е, мислам, не сум бил никогаш за Европска унија. И за НАТО не сум бил, ама добро, ај НАТО ќе не брани. Така. Секоја саток и на крај, ламбе на слобода. Поздрав од Пепи. Ве поздравувам и јас, секој е добро. Добар ден за следниот гледач, повелете. Да. Добар ден, повелете. Добар. Поздрав, повелете. Се слушаме, повелете. Ало, Да, повелете, добар ден. добар ден, поздрав. Благодарам. Видите вака, ова отворен Балкан, толку години се води Тирана, Белград, Охрид, значи ништо не е постигнато и нема да се постигне, тоа само е некоја, како да речи, да ме разберат обичните граѓани, да ги тешат некако, ќе има нешто, само лажење тоа, ништо друго. Значи, направите сега е битно, господин новинар, темата за поскапувањата што владеат да направите вие како новинарска елита, телевизии, со притисок врз државата, врз власта, значи да направи мерки за цените да ги намалат. А ова со отворен Балкан, Охрид, Тирана, Белград се вртат во круг, само ги тешат обичните граѓани, така ќе биде, вака ќе биде.
А обично граѓани не го интересира тоа Охрид, Тирана, го интересира кога ќе влези во продавниците, кога ќе види маслото од 200 денари, ќе излези нема леп да јадат. И по контонери веќе гледам по снимки, контонерите јадат. Такви теми, речи, притиснете вие ко телевизија и направите нешто за намалат цените. Тоа е битно, овие теми, секој 3 месеци, Тирана тамо, да не се повторувам без. Значи, направите вие како телевизии врз државата со цените, луѓето ќе почнат по контонери да јадат. Ако ме разбрате, значи, ги гледам луѓето страшно влегват во продавниците, не купуваат ништо од цените. Бара скапано нешто да земи поевтино некаде на улица, тоа е страшна работа. Ви благодарам и поздрав. И јас ви благодарам секако, ете, и го имаме предвид тоа и ќе работиме, јас се надевам со добри вести дека ќе биде. А во врска со иницијативата Отворен Балкан, затоа што ја спомнавте ете колку време е и слично, и каков ефект има, еве колку за подсетување беше како иницијатива лансирана во октомври 2019 година, тогаш беше под името Мал Шенген и првично на иницијатива на лидерите на Албанија, Србија и Македонија. А некаде крајот на јули 2021 минатата година, значи на самитот во Скопје, иницијативата го смени името во Отворен Балкан. И не само формално, туку и се коментираше дека и не е соодветно името, затоа што ова треба да представува нешто друго и секако дека не е замена, како што слушнавме и всушност дека е ова дел од и со причина за забрзување на некој начин кон Европската Унија. Што, впрочем, и Вархеј го изјави дека е можност за забрзување на патот кон Европската Унија. Добар ден, повелете. Сега е Охрид домаќин. Добар ден, повелете на овој самит. Дали се слушам? Да, повелете, во програма сте. Па види сега, Исо. Да, ве слушам. И јас да ви кажам искрено, Отворен Балкан, ние сме ни партали за никаде. Не Отворен Балкан, од Србија зијаме во Албанија или Косово извезуваме зејтин, за нас немаме. Каков Отворен Балкан бе? Проста нација, силна држава сме. Каков Отворен Балкан бе? Која Европска Унија ќе пропадне бе? Што се занесува тој претходниот гледач бе? Никад нема да пропадне Европска Унија. Ние пропаднавме. И тоа во жива кал, се држиме за сламката. Ги гледам таму каде Рама, Ковачевски и се собрале таму се. Така што се разликува Вучик само. Ги носи во прст. Бе, ние сме партали бе. Партал држава, ние немаме ни закони, култура, ништо немаме ние бе. Ние сме измешана нација, мултиетничка држава бе, партал држава бе. Муслиманите повеќе право имат од македонците бе. Како бе, ние се сметаме за многу јака држава развиена. Абе, ние сме тешки селјачишта, толку имам да кажам. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав, господин Исо. Благодарам. Возвраќам. Поздраве и до вашите гледачи. Ви благодарајме. Во нивно име. Види, ова Отворен Балкан, ја го сметам за сериозна работа, за работа што ќе, ако не донесе, на почетокот ќе кажам, ако не донесе подобро, апсолутно нема да донесе полошо, значи. Ова работа ја поддржувам целосно, макар да сум обичен човек, значи како државјанин на Република Македонија, која учествува во овој Отворен Балкан, и мислам дека ќе се смират страстите што ги има досега меѓу државите како Србија со Албанија, Албанија со Македонија, албанци ваму таму. Ова мислам дека е почеток на еден убав напредок и почеток на една работа што и Верхај беше во Охрид, така да има надеж, поголема надеж се ствара дека Македонија можно е со Албанија, па и Србија и Црна Гора разговараат со Европска Унија, да цел Балкан влезе во Европската Унија, макар да ќе биде тоа по 5-6 години, како сега не можам да тврдам. Важно, почетоков, ова е како почеток, јас целосно го поддржувам и го поздравувам и посакувам успешна работа на луѓе што работат таму што се тија, а не еден портал Експрес Ньюс вели дека Ковачевски филма на последна страна наместо да биде средина.
Па тоа кај го најдоа тоа дека е мерило и дека е она дека кога си домаќин треба да бидеш на средина. Така да уште еднаш ќе кажам, нема да коментирам ништо. Ако нема во ова лошо, нема добро, границите да се отворат, да се работи со другите држави, еве и Босна Херцеговина тука, така да мирот ќе се зголеми и сето тоа ќе биде напредок на Балканот. Поздрав и со и секој добро. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Никол Петерски. Повелете, да. Благодарам. Прво да му дадам на реплика на господинот од Охрид, кој многу манипулира. Значи, како прво, знаеме дека припаѓа на партијата ВМРО-ДПМН и секој збори она што му одговара, а не она што и одговара на државата. Прво треба да свати господинот дека уште за времето на Југославија исто беше овој отворен Балкан, кога сите држави ние меѓу себе во Југославија кои бевме, се помагавме едни со други. 70-та година Бања Лука пат кога беше земјотресот, ние бевме од Македонија, значи таа беше соработката исти случај на денешен Балкан. Се изгради Бања Лука. 73-та година исто патот за Ниш, Нишка бања. Значи пат изграден заеднички од сите републики учествуваа. Значи тоа е уште подобро. Ако не живее со комшијата, треба да биде јасно, не може од Америка, од Австралија или од Германија човекот да ни помогне. Ова е најдобриот потез што го направија оваа тројка, господинот од Албанија, Рама, Вучич и Ковачевски, и сметам дека по секоја цена ќе се приклучат и од страна на Босна и Црна Гора. Со тоа што ќе имат соработка, значи и на пазар, и на економски план, и помош во медицина, и на се што е најпотребно во интерес на сите граѓани и на сите републики кои живеа во времето на Југославија. Значи, ова е за поздравување и да не нешто критикуваме што не чини. Ако не чини, тоа сме свесни, самите ќе го критикуваме без разлика дали е оваа власт или другата власт. Соработката и со соседот и со комшиите е најдоброто нешто. Секогаш помош едни према други. Поздрав и во секој убав ден на сите од 24 и честитам за вашата објективност и реалност. Благодарам. Ви благодарам, ете, имаме обврска и да најмалку останеме такви, но и да се подобруваме колку можеме. А околу ова што спомнавте, да, околу тоа Вашингтон колку може да ни помогне или не, битно е тоа дека барем не одмага. А тоа еве се гледа од ставот дека Вашингтон ги поддржува сите напори за регионална соработка, вклучително и иницијативата Отворен Балкан. Дури со она, како што спомнав, назнака дека ќе успее овој проект само иницијатива, ако во него влезат сите земји од регионот. Сега тоа е особено за Косово малку деликатно, со оглед на тоа што Косово, а и спомнав премиерот Курти ја одби поканата на председателот на владата Ковачевски, како домаќин на овој самит во Охрид, генерално не е заради тоа што има било какви причини директно по однос на овој самит, туку генерално е релацијата на Косово со Србија. Очекува да Косово генерално очекува да биде регулиран статусот нејзинот страна на Србија и така натаму. Така да овој момент дополнително е под знак на прашалник како ќе се развива во однос на оваа иницијатива. Но еве гледате премиерот на владата, председателот на владата, премиерот Абазович на Црна Гора е присутен и директно практично еве укажува на тоа дека се оди и Црна Гора да се придружи на иницијативата, а и еве представник од Босна и Херцеговина. Вистина како посматрачи, наблюдувачи во овој момент, но сепак значи дека постои интерес. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Сло. Поздрав до вас, повелете. Почитување. Благодарам исто така, повелете, да. Па, она све што е добро, јас сакам да го поздравам овај гест, ова обединување, односно обединување на СФР на Југославија. Ние бевме Балкан, меѓутоа тогаш се викавме Југославија, не е отворен Балкан, отворена Југославија за сите републики, сите македонски производи може да се најдат конкретно од земјоделското и слесарските гранки може да се најдат по пазарите ни села бивша Југославија, ни сите републики
Сите, тогаш земјоделците не страда, земјоделците не штрекува, земјоделците не живеа од субвенции, тогаш им беше пласманот обезбеден, земјоделците живеа од земјоделството, правеа, стварува куќи, купува ставни машини, без никакви повласти или субвенции од државата. Меѓутоа, нажалост, со растурањето на Југославија тоа више го нема и сега луѓето се будат да бидеме отворени, ние сме за Југославија, за обединета, да не вртиме околу Крагујеваc како киша за отворен Балкан, него за Југославија. Значи, ние бевме се тогаш скоро трета светска сила, а замислите сега да ве од целосно заедно со ова технологија напредна кој ги имаме тие гиганти, ние може ќе бевме меѓу првите светски сили и во економија и во све. Меѓутоа, нажалост, на снага стапија националистите од сите републики и мафијата, како и денес кај нас тоа го чуваме во Македонија, продадени душечки СДСМ и ДПМН. Ако останат тие на власт, ние не можеме да бидеме во отворен Балкан срмни, затоа што ќе направат и тамо криминали. Мене ме одеме ќе загрижува што. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало. Се слушаме, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Дима од Скопје. Да, повелете. Ово е моментот да ве поздравам. Благодарам. Да, се надоврзам на вашите објаснувања, искази и ќе се истретирам и ја како една душичка по име Диме и да го кажам следново. Ако прво ме чуди едно младо момче и толчан ќе се јави, толку оптимистички дава искази, а веќе колку е скоро 16:30 часот, па не излегол уште по улици. Тоа е типично за нив, за уличарите, нели? Во Битола сега ќе се излага таму 18 часот, па ќе викат, па ќе урлаат, па ќе клоцат, па може и ќе тепат. Отворен Балкан е мислена именка која што ќе се реализира. Отворен Балкан, за среќа на нашиот зацрнет Балкан, сега државите ги водат прави демократи. Почнувајќи од Ковачевски, Еди Рама, Поин, Абазовиќ, Поин, нели велиме, Абазовиќ, колку што знаме, албанец од, каде ше таму, од приморско место, од Црна Гора. Пазете сега, и Црна Гора ќе се албанизира. Кој примитивизам? Која дискусија? Место да кажеме, така треба, браво млади, да се обединеме, да се здружиме, да си помагаме. До кога ова злоба и ваков резон? Еден од нив многу добро кажа, од присатните во вика, едно зрно пченица ќе кошта како една вреќа брашно. Се е кажано. Каде е цивилизацијата во Европа? Но каде сме ние во Македонија? Простотилото. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, добар ден за следниот гледач. Добар ден, поздрав до вас и сум. Благодарам. Искрено, иницијативата Отворен Балкан многу ми се допаѓа, бидејќи можеме да видиме мерлива корист од тоа, мерливи резултати, директни бенефиции за нас. Добрососедските односи се одржуваат веќе подолго време, еве уште од времето на ковид пандемијата, донацијата на Вучич со вакцини, па се до еве економската криза и сите негови заложби да помогне. Токму тоа е идејата, ако не се лажам, меѓусебно да си помагаме и сите заедно побезбедно, побезболно да излеземе од кризата. А на старт скептично се гледаше на оваа иницијатива, велеа ќе пропадне побрзо отколку што ќе започне со работа. За сега еве на самитот во Охрид и други земји да покажат интерес, иако нели како наблюдувачи за сега Црна Гора еве која сега е демократска држава предводена од Абазовиќ. Така. А иницијативата доби поддршка и беше поздравена и од Бархеј и од Ескобар, но освен заедништво, добрососедство и справување со кризата, мислам дека ова значи и можности, еве имаше најави за можности за работа без ограничувачки документации, слично меѓу земјите, јакнење на економиите и различни видови на соработка едноставно. Тоа е мојот коментар, пријатно. Ви благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете.
Поздрав до Благодарам. 24К. Благодарам. Вака, Охрид ќе се одржи сами, така? Во Охрид, да, во Охрид се одржува домаќина Македонија на овој самит. Така. Сега, дали народот ќе разбере и ќе извлече полука, зошто во Охрид ќе се одржи самит? Зошто на друго место не се одржа, него во Охрид? Зошто? Без на овој рео, што е Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, дали нас не држат во некои опови и кој треба да го плати пак преход? Малку ли жртви дадовме, малку ли умовите ни ги перат? Па ако не примат и овој пат во Европа, да кажат, имате слобода и вие да учествувате, да се надпреварувате со нас, тогаш ќе веруваме на сите. А вака, не веруваме ни на ниједна телевизија што зборува. Значи, и телевизиите ги пумпаат работите, сега не зборам за тебе, него зборам за оние кои го кочат процес. Го кочат процесот ради други работи. Мора да сватите луѓе. Го кочат процесот за да можат да испумпуваат се уште благодетните работи од Македонија. Што ги има. И еден ден тие ќе бидат експлоатирани на големо. Што имаме толку неисцрпно богатство во нашите краеви, како што е и Албанија дел што спаѓа, и Србија што спаѓа. Значи, нас не држат во некои си окови, а и да го решиме проблемот со кого? Еве, да размислиме, со кого да го решиме проблемот? Сите играчи тие, што... Истече времето, ви благодарам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете, да. Значи, ова тие, како да кажам, ауфидерзен и ариведерчи Европа. Ова тие замена за Европа. Уверуваат дека не е. Не, и не смее да биде? Живи били па видели, ништо, значи тоа е тоа е моje мислење, не само мислење, сум повеќе многу пати сум го кажала. Значи Макрон рече, пред Србија да влезе во Европа, никој нема да влезе. И сега луѓе ако слушаат, читаат и гледат, не знам, јас пратам, така да и странски овие портали и ред работи. Така да, тука мислам дека ова за мене е тоа. Еве ви вас Западен Балкан и остајте на нас Европа на мирот. Сега тоа е тоа. А сега кој како си го сваќа дека е добро, па и сега еве од Албанија ние целоте овие производи што се, да кажам, зеленчук и ово наскоро доаѓаат од Албанија. Значи ништо ново, ние и од сега увезуваме, извезуваме, со работка си има. Барем како што гледам и што пратам и гледам буквално. Така да мислам убаво, можда не викам дека не се е во ред, меѓутоа само тоа сакам да го кажам, затоа еве вистината за Европа. Европа не сака. Буквално не те сака и ти вика еве ти, вие неколку тука, направите си една заедница, еве ви Западен Балкан, место да бидете во Европа, ќе си бидете во Западен Балкан. Ја не знам од ова што понатака се гледа, ако логички размислуваш и гледаш, тоа е тоа. Што некој не те сака, ти дава тебе да имаш, ти прави да имаш друг избор, за да не те остави, да не се осетиш одбиен, еве ти избор сега и чекај, ќе дојдеш во Европа. Дали ќе дојдеш и кога ќе дојдеш, да видам, не верувам. Така, ви благодарам, ве поздравувам, но токму за да не чекаме, без разлика на тоа кој какви планови или интереси има однадвор, мислам, дали ЕУ, дали небитно, САД и што знам, Русија, Истокот. Со оглед на тоа што се е некако испреплетено, гледате, вакви и онакви влијанија. Значи, без оглед на сето тоа однадвор, кој што си сонува, планира и така натаму, дали ние треба самите да си размислуваме и да правиме она што мислиме и можеме и што е во нашиот домен во овој момент. Независно од тоа што како со ЕУ ќе биде. Со други зборови, да не чекаме само. И дали може би на крајот од краиштата е и би требало нешто добро да произлезе од тоа пролонгирање на воопшто почнувањето на патот кон ЕУ и тоа токму од страна на ЕУ.
еве и при тоа ЕУ да не биде генерализирано, еве Бугарија конкретно, затоа што во последниот случај таа, но и генерално ЕУ. Макрон 2019-та го стави ветото директно со нон-пейперот за предлогот со новата методологија, укинувањето на поглавијата, па кластери и така натаму, па сега тој инсистира и слично, постојано некој наоѓа. Тоа се наоѓаше причини од ЕУ. Едноставно, дали можеби не извадија малку од таа летаргија, од тоа чекање. Чекаме ЕУ, па нема ЕУ или не знаеме за сега кога ќе биде, па ајде барем нешто добро од тоа да видиме што може да направиме додека чекаме. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Видите вака, Отворен Балкан, потполно го оправдувам. Еви, ако сватам дека 30 години чекам и не лажат и Европска Унија и Америка и што тие... Само се прашувам што бараше Ескобар и Вархеј тука. Што? За да не држат пак поново зајазик, да ни го менат името, или не знам што да направат. Што бараја тука? Се виде овие. Еве, на Орбан ќе го земаме. Секоја му те... Па, кој знае, може би Лавров ќе дојдеше, ама не можеше да долета, гледате. И тој да каже што мисли. Не се разбрам, не. Не ме разбираш што ти кажувам, една Турција, една против НАТО, една Орбан. Што бара овие тука сега? Видовне од чекаме. Реков за Македонија жално ни го смена името поќе тоа. И уште ќе се надеваме сега како Отворен Балкан да влеземе. Не да дај да си направиме некоја тука Европска Унија со вакви земји и да си живееме слободно. Нема што да бараме поќе од нив. И да се клониме во крајна го кон Русија. Нема што да чекаш од нив. Од овие се виде, овие се само уништувачи на држави, друго ништо. Што треба да направиме за да влеземе во Европска Унија? Па не ни треба. Дај да си повратиме еден човек што рече како Југославија, мислам како со држави Албанија, Косово, што ќе бараме поќе од овие тука што видеа, само да ги најадуваме и збогом. На Бугарија не можела Америка да му рече. Па Америка, ако беше држава ќе да признаеше во 140 земји што не признаа подуставно име Америка како држава, велам, оти не признаа подуставно. Наменети, само да не уништува. Благодарам ве, поздравувам по однос на присуството на Габриел Ескобар, еве, освен што е државен секретар и тоа за европски и евроазиски прашања, тој е и специјален представник за Западен Балкан и во тоа својство, еве, иако онлайн, значи виртуелно е присутен и повторувам, ако е и прашање колкава поддршка може да се има од таму, клучно е дека нема одмогнување. Напротив, значи сепак макар еве и декларативна поддршка се дава и во таа смисла и Ескобар изјави помеѓу другото, цитирам: "Ве охрабрувам оваа иницијатива да остане економска. Ова не е политички проект. Туку е важен економски проект и важно е да се фокусира на создавање на можности за луѓето од регионот. Така ќе имате и повеќе поддршка." Еве, значи изјава дека ќе има и директно повеќе поддршка. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали се слуша? Да, повелете. Ало? Да, повелете. Па идејата е што се вели супер за Отворен Балкан. Јас сум за тоа, бидејќи ќе се изначекаме за во Европа. Така да, јас не гледам некоја шанса за Европа, ама баш воопшто. Секојаш ќе се најде некој кој ќе не спречи. Нас, србите, црногорците, така да ние немаме некој шанси да влеземе во Европа. Секојаш некој ќе биде против нас, значи. Еве, конкретно, против нас е, ако ни се прави Франција или знимазни, не е таја толку за нас. Ова цело масло преку Бугарија фактички беше од почеток беше француско и холандско масло. А Бугарија го спроведе, значи Бугарија е слуга Божи.
вечето била слуга и ќе си биде слуга. Меѓутоа, не би сакал Бугарија да ми е тема на муабетот. Сакам да речем кои се предностите на ова работа. Цела шароба ние што имавме, например, ресенското јаболко. Па и до сега одеше преку Србија во Русија. И врапчињата на гранка го знаат то нешто. Така да, навистина, доста наша роба оди преку Србија надвор од границите. Не можеме ние директно да го извезиме нештото. Значи, имаме доста рано градинарство, имаме јаболка, имаме грозје, имаме работи кои што ни се барат надвор. Ако имаме отворен Балкан, ќе имаме и некаков си заеднички пазар, па ќе може и со тој пазар на некој начин ќе бидеме некој фактор на тој пазар. А вака шо? Вака ништо. Ќе чекаме кој Бугарија да му дојде умо, ете да ни дозволи да... Да, ви благодарам. Има логика, ако има поголем пазар, ќе има и пласман. Ако има пласман, ќе има и стимулација да се произведува. Како што да речеме прашање колку има сега или тогаш кога е затворен пазарот. Ајде да не прејудицирам сега дали е голем или не. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав. Јас ви се по втор пат веќе ве спомнат. Да му објаснам на тој што беше многу оптимист во врска со позитивните промени, дека не е во тек што се случуваат и во светот, и во Европа, и на Да, слушам. Нова место, кај што сме. Кажете му ја, еве јас ќе му кажам на тој што сакаше да каже дека е оптимист. Кажете му ја денес што направи тој Трифунов по Бугарија. Дека ги повлече министрите од владата и сега ќе прави во Бугарија да падне владата на Петков. Тој не е во тек, што се случува и тропа тука нешто без веза, ќе имало позитивни промени. Но добро, како една од причините е токму Македонија што ја повлекува. Па тоа е тоа, затоа тој не е во текст со работите и тука меша жаби баби. Значи треба да видиш во текст да пратиш многу работи за да се јавиш на телевизија. Не само тропа и нешто. Значи тој да се викаше од Бугарија министерот ги повлече сите министри од владата на Бугарија за да панни се владата за да не може да биде позитивно. Значи само нешто се измислува, нешто се прави. Сакав само тоа да му скренам внимание на тој што не е во текст со работите што се случуваат, а не само јави се на телевизија. И благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден и со поздрав за вас, повелете. Благодарам. Прв пат со Диме се согласам кога кажа простотивок, стварно простотивок. Ја се согласувам во потполност. Ето од пописот зашто 1/3 се со 8 деление и помалку граѓани. Па нели гледаат дека овие ни кажаат сега, ние не ќе ме да играме со вас, играте си сами таму вие. Како толку не ми е јасно. Ја споредуваат Југославија со ова. Па Југославија беше тампон зона финансирана од Западот. Фрчеа кредити тука и живеевме на кредити. Сега кој ќе даде сега кредити на оваа унија? Од кај очекуваат парите? Од кој фондови? Не се све продадовме да влеземе во Европска унија, чекавме од таму фондови. Овој отворениот Балкан од кај ќе има фондови? Па ние вака соработувавме со Србија, имавме најголема размена. Што сега нешто посебно сега ќе разбенуваме? Па Преспанско јаболко нема сега не. Јас сум од таму, 30% од бавчите само се одгледуваат, другите све е запустено. За 3 месеци нас ни отидоа до 30.000 млади. Па ако се прошири пазарот, веројатно ќе има и стимулација и производството да се врати повтор. А кој ќе произведува, те прашам? За 3 месеци статистика кажа 130.000 се оцелиле, млади. Кој ќе работи? Пензионерите земјоделие? Кој пазар ние сочоглед немаме, кокошки млечни производи од Словенија увезуваме, ние сме биле земјоделска држава. А имавме порано, а сега немаме. Порано имавме. Овчеполието е празно, запустено да не кажам. Да, ама имавме луѓе, имавме млади, имаше кој да работи земјоделие. Затоа имавме порано. Што се занесуваме сега ние земјоделска држава? Ако не увеземе, ќе умреме за јадење, нема кој да работи, како не им е јасно. Кој пазар ние со вино не можеме пола Москва да ја снапиме. Ова е утешна награда, сега и се тешат видоа нема. Да, ту ми ајде сега ќе го лажеме народ. И Пендаровски каже исто, доста го лажеме народот.
Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, добар ден, убав ден нека биде. Ама, јас, например, квака гледајќи го ова дискусија, можем да се определам. И определен сум. Не викам дека не. Доста дискусии се на некој начин исправни. Јас па ќе тврнам од малку поинаква од погледот од другата страна, на перспектива, а тоа значи по мене. Ако Америка ја поддржува таа иницијатива, виртуелно и не знам како со Ескобар, од нас нема ништо од ова заедница. Од друга страна, Вархеј, ако му ја смени само буквата, тоа ќе биде Вартеј. Вртеј до нема и каде вртежи, како на мотор. Сега, суштината во што е овдека, дали можеме да соработуваме или да речеме со оние меморандуми, признавање на дипломи, дали тоа ќе се легализира во целиот регион без никакви пречки шверцот на сите оние елементи што ги прави на Балканот. Ги прават луѓето. Во таа смисла треба некогаш и немаше да размислуваме. Ние немаме стопанство. Треба да почнеме да работиме. На кој начин сите вика инвестиции? Еве нема. Еве НАТО дојде, не брани, ама инвестиции не донесе, не одбрани. Некоја инвестиција да дојде и кај нас. Во таа смисла, сето е тоа вака. А Европската заедница, или ова заедница, не можеш ти да ја споредуваш со Југославија која што била држава. Таа држава единствена беше, унитарна. Овде гледате во Европа што се прави. Никој не може да ги прифати интересите на едните, другите, овој има, овој сака, овој нече и единство кога се бара. А иначе Макрон не игра, никаква игра е беда како човек. Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Ало? Се слушаме, повелете. Добар ден. Само 3 збора. Да, повелете. Значи, видете, космонаутот од Бугарија, мене лично како Диме ништо не ми значи. Ламбе Арнаудов е историја, минато свршено време, од исто ДПМН. Ламбе како Алабајков, ништо не ми значи. Обичен пироман, примитивец, простак. Значи, видете, имал двојно државјанство. Ви ги читам гримасите. Двојно државјанство. Значи, едното државјанство го потребувал кога се маскирал, а второто кога бил херој. Не могал. И сега крај на примитивизмот. Нека биде и мој. Ја почитам човек. Владимир Владимиров е ваш колега од Бугарија. Човек. И дословце каже вака. За жал, интелигенцијата кај нас во Бугарија, интелигенцијата кај вас во Македонија е малцинство. Те е кажано, почитуван водител. За жал, кај сме во случаја, не знам. Ама ќе победиме, ќе го победиме простотилокот и злото. Благодарам и пријатно. Благодарам и јас ве поздравувам. Имаме ли време? Добар ден, повелете ако имаме време. Немаме, за жал. Би укажал само околу ова квалификација пироман. Имајте на ум, мислам сите кои ја користат, како и сличните квалификации, дека се во сферата, во зоната на состојби, клинички диагнози и така натаму, значи не можеме, не смееме туку така паушално да се расфрламе со нив. Во врска со темата за која навистина имавме добра дискусија и се радувам заради тоа, се наметнува и прашањето дали може би токму присуството помеѓу другите и на еврокомесарот Вархеј би требала макар символички, случајно или не случајно, да биде и порака или ајде дали некој може би да даде влијание токму за јунскиот самит по однос на стартот на преговорите на Македонија со ЕУ. Но како и да е, еве да се надеваме дека и овие сите најави, визии, желби на дводневниот самит во Охрид околу иницијативата Отворен Балкан прават една приказна, за сега приказна,
А што од неа и дали ќе почне да се остварува и ќе стане стварност или ќе стане бајка, останува да видиме и секако да го анализираме тоа во нашите следни средби. Ви благодарам што бевме заедно, останете со Телевизија 24, следува Централниот дневник, помеѓу другите теми и ова, една од позитивните теми. Бидете и вие позитивни. Довидување.